На водици треба да биде студено, велат народните мудреци. Инаку преку целата година ќе владеат разни болести и многу свет ќе изумре. Затоа што, кога има снег и кога е студено, болестите не можат да владеат. Старите гевгеличани сметале дека доколку на водици има снег, тогаш годината ќе биде берикетна, односно родна. На водици треба да се стане рано, да се измие човек со вода од бунар, река или чешма. Треба да се измие со пресна вода, оти ако водата е одстојана, тогаш таа носи несреќа. Треба рано да се оди на црква како и на Божик. Оној кој прв ќе оди на чешма да се измие, треба да фрли во водата жито и да каже: Господ да даде оваа година берикет, како што тече водата да извира и никогаш да не секне. Некој пак, одврата, фрлале во дворот вода со цел да им врви годината и таа да биде здрава. После овие обреди се одело на црква каде се слушала литургија. На литургијата се свети водата. Попот ги допирал сите по челото со осветената вода, а присутните го целивале крстот. Исто така се напивале и од светената вода на гладно срце заради здравие. Попот во некој бокал или друг сад полнел од светата вода и ја оставал зад олтарот да стои до наредната година до водици. Исто така, попот од светената вода остава во црквата од каде верниците си земале за себе, односно со неа го попрскувале домот, оделе на нивите и лозјето да ги попрскаат за да имаат богат род. Некој пак верувале дека така родот ќе биде заштитен од природни непогоди, град, дожд, мраз и слично. Народот верувал дека вечерта небото се отворало и секој добивал што ќе посака. На водици, крштеникот одел кај кумот на гости и таму ручал. Истото го прават и младоженците кои во изминатата година правеле свадба. Обичајот вели дека со посетата на кумот, ручањето и изигрувањето на саир оро се символизира среќниот и весел живот. После тоа се одело дома. Децата кои се родени тие денови се крстеле на водици со студена вода. Во некои села во Гевгелиско како Серменин, Моин, Горничет, децата биле крстени на река, односно попот со семејствата и децата кои требало да се крстат, после литургијата од црквата, одат на реката каде што го извршуваат чинот. Обичајот кој денес се почитува е фрлањето на крстот во студените води на реките. Кој ќе го фател крстот се сметало дека ќе биде здрав и среќен во наредната година. Крстот после чинот се лицитирал, односно се продавал на оној кој најмногу ќе плател за него. Но сепак, после тоа го оставал во црквата. Зима Господова 2015. Се осветија водите на Вардар во Гевгелија. Минаа некрстените денови. Се покрсти народот со својата вера, пожелувајќи си уште една успешна и берикетна година. Крстот е во рацете на Сашко Трајков, најсреќниот меѓу избраните. Оној кој најповеќе ќе го следи радост, успех и среќа. Но христијанската вера не учи дека радоста треба да се дели со ближните, со пријателите, со добронамерните. Затоа, добронамерноста нека не следи сите во 2015 година.